Благодарам, председателка. Почитуван заменик министер за финансии, почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Денес ја продолжуваме комисијската расправа за предлог буџетот на Република Македонија за 2026 година. Предлог буџетот е документ кој не е само финансиска рамка, стратегија за развој, план за подобар јавен сервис и јасна слика за тоа како ја гледаме државата во наредната година. А исто така се рефлектира и како ќе ја гледаме државата во следните години што доаѓаат. Овој предлог буџет е креиран во услови на глобална неизвестност, но истовремено носи стабилност, предвидливост и развоен фокус. Предлог буџетот ги рефлектира потребите на граѓаните, приоритетите на институциите и стратешката визија за економски раст и подобрување на квалитетот на животот на луѓето. Една од најважните аспекти на овој предлог буџет е тоа што овој буџет носи јасна визија, стабилна основа и силна порака, економски раст, фискална дисциплина и подобар животен стандард за сите граѓани. Во 2026 година се планира реален раст на бруто домашниот производ од 3,8%. Ова е сигнал дека економијата продолжува да се развива со забрзано темпо, поддржана од инвестиции, зголемена домашна потрошувачка и развој на индустријското производство. Инфлацијата се стабилизира на околу 2,5%, што е посебно важно за предвидливоста на трошотите и заштитата на стандардот на граѓаните. Ова покажува дека државата, односно владата предводена од ВМРО, ДПМН и коалицијата, води внимателна, одговорна и умерена економска политика. Вкупните приходи во буџетот се планирани на 347,7 милиарди денари, а расходите на 414,2 милиарди денари. Буџетскиот дефицит изнесува 39,2 милиарди денари, односно 3,5% од бруто домашниот производ, што представува значително намалување во однос на 2025 година. Тоа е директен доказ за фискалната консолидација и намалување на нерационалните трошоци. Со други зборови, буџетот е балансиран, одржлив и внимателно испланиран, без популизам, без авантури, со јасна логика и одговорност кон идните генерации. Капиталните инвестиции се планирани на 40,5 милиарди денари и планирани и тоа во делот на патната и железничка инфраструктура, здравствени објекти, училишта и градинки, локални комунални проекти, енергетска инфраструктура и модернизација. Ова е една од најсилните пораки на буџетот. Не трошиме, туку инвестираме, создаваме услови за долгорочен раст, за нови работни места и за поконкурентна економија. Социјалните трансфери се планирани на 206,3 милиарди денари. Представува зголемување во делот од околу 6,7% или што представува во делот на раст на платите околу 6,5% и со тоа се значи подобри услови за граѓаните. Во делот на пензиите, односно пензиските расходи достигнуваат 116,8 милиарди денари, што значи раст на 9,7%. Со ова се гарантира редовна, стабилна, правична исплата на нашите највозрасни граѓани. Со буџетот за 2026 година се предвидува раст на вработеноста, отварање на нови производствени капацитети и пораст на просечната нето плата од 6,5%. Ова значи една работа. Економскиот раст конечно почнува да се чувствува во реалните животи на граѓаните. Почитувани колеги, овој предлог буџет за 2026 година ја има вистинската рамнотежа
меѓу раст и стабилност, меѓу развој и социјална одговорност и реален, развоен и социјално одговорен. Тој е резултат на јасна стратегија, на внимателно планирање и на желбата да се создаде подобро утре за секој граѓанин во нашата држава. Со него обезбедуваме стабилни финансии, капитални инвестиции, подобар животен стандард, предвидлива економија, поддршка на најранливите категории на граѓани и услови за економија која расте, а не стагнира. Затоа сметам дека овој предлог буџет заслужува поддршка, зашто носи перспектива, стабилност и општествен напредок. Ви благодарам.